Чест ми е денеска што стојам покрај господја Горица, која е собственичка на компанијата Соко Горица, иначе компанија која успешно работи веќе скоро 3 децении. Господја Горица е инспирација и мотив за сите жени предприемачи во нашата земја. Соко Горица е извозно ориентирана компанија и тие извезуваат некаде 97% од производството во веќе 40 и неколку земји на 5 континенти, што ја прави конкурентна на меѓународниот пазар, а секако сум среќен дека оваа домашна компанија е во моето портфолио за поддршка на инвестиции, затоа што тие континуирано инвестираат во автоматизација на производниот процес, со што партнерски ги следиме и поддржуваме постојано со финансиска поддршка. Особено ме радува нивната последна инвестиција во истражување и развој, односно тим на инженери и техничари ќе работат на создавање на техничко-технолошка шема на производство со висок степен на автоматизација и роботизација. Ова е еднината и новата економија која го следи развојот на четвртата индустриализација на нашите компании, со што ќе ја зголемат нивната конкурентност, додадената вредност на производството и секако одржливост и раст на долг рок. Оваа е мерка за поддршка на инвестиции во истражување и развој ја воведовме пред некоја година и веќе дава резултати. На крајот на 2022 година рекордни 23 милиони евра беа исплатени како државна поддршка на 410 компании и секако и покрај кризата овие компании продолжија да работат. Тоа значи стабилни работни места, тоа значи нови вработување и нови пазари. Деливте време да видите овде што се работи во нашата компанија, колку за овие 3 децении, како што рече вице-премиерот, ние сме се подигнале на нивото што го имаме во моментот. Исто рековме дека сме извозни во висок процент, не речам најголемиот дел, 97%. Благодарни сме што поддршката ја имаме овие 5 години, да речам, уназад. Тој договор првиот заврши, направивме нов договор за следни инвестиции што ги планираме во наредниот период. Таа поддршка што ја имаме многу ни значи за секој дел што сме го испланирале, да го продолжиме. Нашата генерација, нова младата подмладокот, продолжува. Ние полека логистика сме во самата приказна. И тоа сепак благодарност уште еднаш до вас, до владата, што мерките. Се надеваме дека ќе има нови можности од сето и што видовте и другите наши што се компании во државата каде што стварно треба за развој поголема поддршка и очекуваме таква соработка да продолжиме и понатаму.